Македонските компании треба да се насочат кон создавање на собствен бренд. Брендирањето на производите е единствен начин со кој производителите ќе може полесно да се наметнат на пазарот. Во Македонија мал е бројот на компании кои развиваат стратегија за собствен бренд, сметаат економските аналитичари. Мислам дека, само ќе кажам дека компаниите треба малку повеќе да се насочат кон стратегиите на брендирање, за да можат барем да го фатат чекорот со меѓународните компании, односно ете да зборуваме само на Балканот, на нашиот регион, каде што сепак конкуренцијата, можеме да бидеме поконкурентни на пазарот, ни треба многу малку за да бидеме со тие компании кои што имаат своји брендови. Сосема мал дел од текстилниот сектор има свој бренд, останатите работат лон производство. Оние што работат на брендирање на производите, за да успеат на пазарот, потребно е да се насочат кон промоција, со која ќе ги анимираат и привлечат купувачите. Мислам дека треба повеќе да се насочат на промовирање на своите производи, да ги запознаат потрошувачите дека постојат тие производи, да не треба потрошувачите да доаѓаат само во Штип, него да отворат своји локални продавници во другите градови низ Македонија и интенцијата или намерата, стратегијата да биде да се развијат и на другите локални пазари. Денешната трибина е во организација на Советот на млади. Но како еден производ може да се издигне на ниво на бренд, што мислиме дека е многу важно за младите и општо за целата економија, за да може да бидат препознатливи производите како бренд и да може самите млади да се брендираат самите себе и производите кои што во иднина тие ќе ги произведуваат. Создавањето на собствен бренд, обновување на веќе застарената технологија како и подмладување на работната сила се трите клучни работи кои треба да ги имплементираат текстилците. Анализите покажуваат дека само на овој начин македонската текстилна индустрија може да се спаси од нелојалната конкуренција од Блискиот Исток.